Кабел за реплика. Така, токму за кабел. Да. Значи ќе ве потсетам дека во некои други времења одговорноста се манифестираше само како политичка одговорност, односно завршуваше вака на јавни дебати на телевизија. За таа разлика сега имаме на судска постапка која што е во тек, имаме 2 истражни постапки. Ќе ве потсетам и вас и јавност дека и судската постапка и 2 истраги кои што се во тек се резултат на кривични пријави кои што ги поднеа институциите, односно Министерството за внатрешни работи. И едната, и втората, и третата кривична пријава и сите тие кои што се офатени се резултат на работата која што ја вршат институциите. Да, во нив се офатени и други институции и лица кои што потврлиле. Сепак нема политичка одговорност. Не постапиле. Минимално требаше морална одговорност. Чекај, не има сега анкетна комисија за сите случаи, вклучително најважно е да се утврди правната одговорност. Значи, јас се сложувам, пазите, и во минатиот систем. Во овој момент ние не смееме да разбудуваме и не смееме да се враќаме на риторики во кои што ќе биде одговорен кабелот или имиње на политички партии. Ама затоа реков, премиерот рече ќе ги влечеме за уши. Во сред на настанот. Не, така рече. Види, единствена светла точка, сега не сакам да направам политиканство. Беше тогашниот министер за здравство. Никаква политичка изјава цел месец и повеќе не даде човекот. Никаква. За кој случај зборувате? За Кочанскиот случај. Господинот Таравари како министер за здравство. Еве, одите во архивите. Абе, ниедна изјава политичка, само професионално излегуваше на пресконференции, даваше извештај и се изменаџира добро ситуацијата, пошто се правеа споредба со Руманија. Сегавате, таму кога се случило повише мртви имало после несреќата, отколку за време на несреќата. Во нашиот случај, значи, се успеа да здравствениот систем да го изменаџира пост тестум, така беше? Значи, ние имаше 62 млади луѓе што го изгубија животот, меѓутоа се очекуваше, значи предпоставките на експертите беше за жал може да биде и уште потрагично случајот, пошто и тие што се повредени, што се здобиле со повреди и со други, значи со разни повреди како резултат на несреќата, дека можат фатално да поминат, меѓутоа се успеа да се спасат голем број на животи. Сега на моје прашање, господин Снупче, зборавме претходно, вие бевте во претходниот парламентарен состав председател токму на оваа комисија. Комисијата што сега е председател господин Тапасиев. Реков дека ниедна приставка не била ставена. Да, фактички ние бевме блокирани. Од кого? Од тогашната власт. Се разбира, ние бевме заедно опозиција. Значи, јас, како Алијанса за албанците и Миле Левков, како ВМРО ДПМН, ние се залагавме и баравме нон-стоп, правевме пресконференции, во сите наши настапи се обедувавме да почнеме дебата. Немаше. Значи, тоа е факт. Не успеавме и за модуларната и за Бесатранс. Дури ние имавме закажана седница, која седница не се одвива, не почна со расправа, бидејќи немавме кворум. Ако комисијата нема кворум, не може да расправа. Меѓутоа, ние успеавме да ги задржиме камерите новинарите и тие што бевме да дадеме барем по една изјава пред камерите во комисија, во салата на комисија и да го изразиме нашиот револт и нашето мислење за случајот. Така, значи, меѓутоа тоа беше нелегитимно, неархивирано и непроцесирано. Без ни записник, без ништо. Меѓутоа пред новинарите се искажавме, и ја како председател на комисијата и другите членови на комисијата кои што беа присутни, тоест сите опозициони членови на анкетната комисија во тоа време. Значи не ни дозволија да расправаме ни за модуларната болница, ни за Бесатранс, дури анкетната комисија не може да расправа дури за представките на граѓаните, како што спомнавте вие, зошто значи имаше аргумент, ако има илјадници представки, нема материјална можност да се процесира тоа. Него сега прашањето ми е апропо тоа, што очекувате бидејќи нели се во петокот мислам беше минатата нела беше изгласана. Да објаснува, да не се повторам. Не, прашањето ми е сега ќе има посебна комисија која што ќе ги опфати и трагедијата во Кучани, и Бесатранс, и модуларната болница и Ласкарци, Дурмотурс. Што очекувате од овие сега? Па ние како собрание, како комисија можеме да дадеме само препораки. Значи, сугестии да се изгласат тие препораки. Меѓутоа и тие препораки мора да се изгласат. Сега мора да се направи компромис. Пошто господин Левков и вие во вашето прашање до него спомнате. Значи, фактички ја колку што разбрав, ако господин Тапасиев ги напише препораките како тој сака
и кои што преборат и луѓе неприфатливи за помалку од мене, тие нема да се изгласат. Значи нема да имат никаков ефект. Таа логиката. Ја мислам дека тука мора сите да бидеме, да имаме емпатија. Значи фактички, окей, да не се мешаме во тие инстанции што се одговорни за кривично гонење на сите тие одговорни луѓе и инстанции, меѓутоа ако ние не успееме барем овој пат, се случило тоа се случило во минатото, не сме имали успех. Да, но тоа ќе биде задача на следната комисија, предпоставувам. Значи тоа фактички греота за нас. Значи фактички не го исполнуваме нашата должност, нема ја исполнуваме како пратеници. Значи пратеникот, самиот пратеник збор, еве ќе завршам, од англиски превод е deputy, така? Deputy е заменик. Ние сме заменици на тие граѓаните во собранието. Ако не можеме меѓу себе да се разбереме за некои заклучоци во интерес на поттикот на тие процеси што ќе се одвиват на барање на одговорност, тогаш фактички ние не сме во ниво на задачата што... Да, но пратениците се тука кои што може да предлагаат закони, може да вршат притисок и така натаму, така да сепак имате реално моќ, јас мислам. Така, ама хиперрегулирањето нема користи на никој. Меѓутоа да сумираме. И постојаната анкетна комисија, и прашавте за анкетната комисија што ќе се случува за сите трагедии. Ќе имаат една цел, а тоа е да се утврдат оние системски слабости. Јас повторно ќе се навратам на денешната комисија. Видовте како и покрај аргументите кои што кажавме дека имаше проблеми со заседавањето затоа што незиниот претседавач веќе одбрал страна и се настрои против обвинителниот акт за кој што вели дека е килаво поставен. Сепак денеска во собранието видовме како дојдоа и оние кои што се најпогодени, кои што загубиле. Видовме како тука е и председателката на државата, премиерот на државата, односно председателот на влада, сите колеги пратеници, односно застанавме сите заедно кога станува збор за утврдување на една ваква одговорност. Очекувам да продолжиме и во таа насока, меѓутоа нашето постапување уште еднаш ќе потенцирам. Не сме да се базира на прекршување на процедури. Спуштениот плафон во Пулс кој што прелесно го зафати пламенот, не смееме да го повториме со спуштање на процедурите и спуштање на нивото во собрание, затоа што секој ќе дава онакви изјави како што сака и ќе насочува дискусијата во негова насока. Затоа и апелирав кон председателот на постојаната анкетна комисија, кога веќе има своји ставови кои што се негови легитимни, барем може да се иземе од председавањето за донесување на заклучоци, затоа што е важно конечно да имаме систем кој што ќе профункционира. Затоа што како што кажа и колегата и ќе потврдам јас, во мандатот од 2020 до 2024 постојаната анкетна комисија не одржа ниту една седница. Или имаше само една седница. Значи, трета седница остана, 2 седници имавме и две седници и за прифаќање на извештаи. Една представка од граѓани како она што е денеска не се дозволуваше да се разгледува во собрание. Таков систем се наследи. Добро, семејствата како што и повторија денеска очекуваат и финансиска еднократна помош, еве сега да кажам, здравствена секако таа ја имаат и психосоматска ако не се лажам, како и да е. Оно што е најважно и судството ќе биде, тестот за судството ќе биде дали овој судски процес, пак на крајот од денот ќе кажам, ќе донесе со одговорност на вистинските одговорни. И сега во интерес на времето, оно што е актуелно деновиве е темата околу тоа дали во Македонија ќе доаѓаат мигранти. СДСМ информира попладнево дека тие веќе активирале онлайн петицијата. Премиерот кажа дека такво нешто нема, дури дека не се ни разговарало. Еве сега, господине Стопче, прво на вас ви поставам прашање. Реално, од каде сега се наметна оваа тема, пишува, дебатираат британските медиуми, меѓутоа, еве, власта вели нема такво нешто, дека нема да се градат кампови, не се разговарала, не се отворила таа тема, ниту пак ќе се отвора. Што очекувате да се случува во следниот период? Како гледате на оваа ситуација? Па не знам сега што очекувам ја. Не можам да очекувам ништо. Тоа владата, и ако има некои планови, сигурно тие се тајни, нетранспарентни. Се што се работи нетранспарентно е на штета на државата, на штета на народот и на штета на демократијата, се разбира. Видете, сега ја не знам каква е вистината. Се сложувам дека владините представници јас слушнав изјавата на господинот Милошевски, кој што е председател на собранието, дека нема такво нешто, меѓутоа британските медиуми зборуваат за таа работа. И сега ја верувам
мислам, значи мое мислење сега, британските медиуми не зборуваат напамет. Тие добиле некои информации од нивни владини представници. Дури ја следев една емисија, значи се зборуваше во таа емисија, кај што еден аналитичар велеше дека во Македонија, пошто се реферираше на нашата држава, ќе одат лица кои што нема да може да добијат дозвола за Англија, кои што се со сомнително досие и кои што не може да се вратат назад во нивните држави заради X причини, така? Сега и исто така тој рече дека ова помалку ќе кошта тие луѓе, ќе чини тие луѓе да останат во Британија, отколку да се испратат во Македонија. А колку би добила Македонија, да речеме 20.000 фунти по лице. Ако е вистина, значи ова ипотетички зборуваме сега. Ако е вистина. Ја колку што знам дека Албанија и Босна и Херцеговина одбиле такво нешто и колку што разбрав ја, значи од тие неверифицирани информации, значи муабети во тие англиски телевизии, британски, што еве по куриозитет ги слушнавме, не оти се спремав за емисијата па ги слушнав, значи беше актуелна тема, така? Косово беше спомнато во една тие дебатни Македонија. Да, Косово или Македонија, значи се работи за 40.000 луѓе. Сега нас и да ни треба работна сила од надвор заради економска корист. Кога земаме работна сила од надвор, тоа значи дека ние ги креираме условите. Ние ги наметнуваме условите, кои може да дојдат, како може да дојдат. А тие лица таму, ако не може да се вклучат во системот во Британија, тие се неквалификувани лица. Немаат никаква квалификација. Не им треба да има квалификација, ќе ги задржат Британија. Или се сомнителни лица со некој сомнително дело. Каква гаранција имаме ние, ако се случи ова работа? Сигурно колегата Миле Летко ќе контрира, ќе рече не, меѓутоа, еве, хипотетички зборуваме, пошто и прашањето беше хипотетично. Така? Ако ги земеме ние тие лица. А добро сите демантираат. Да. Ако ги земеме, затоа ја хипотетички зборувам. Затоа значи мислам дека ме сваќате. Ако ги земеме тие лица, кој ќе гарантира кај нас дека тие ќе бидат фактички нема да имаме проблеми и сигурnosни проблеми и друг вид на проблеми, така? Ние знаеме дека имаме ние работници што доаѓаат од надвор. Еве Бектеленка, така? 2500 работници работат. Колку што знам јас, само 200 се од нашата држава. 2300 работници се од надвор. Значи ние имаме надворешна сила, работници што работат еве во коридорот 8, така? Меѓутоа тука има услови, ние наметнуваме. А за овие другите, сега некои зборуваат поради големиот гап, големата празнина во дефицитот на буџетот. Некои зборуваат дека ова се справи за пари, ако се прави, ако е вистина, да се надополни таа празнина што се планира да има приводи. Значи и со британците, и со, значи истото се зборува, еве сега потполно ќе се смени темата, меѓутоа да се надоврзам со ова како се полни празнината, шпекулации Левков, ја не сум економиста. Значи со Safe City, што направиле една калкулација дека над милиарда евра, ако навистина стана функционален, државата би профитирала од казните, профитира ако граѓаните не возат како што на граѓаните. Океј, фактички тоа не може да се поврзува се со. Некои зборуваат и во оваа насока, ја не можам експертизно да тврдам и професионално, пошто не сум професионалец во таа насока. Сигурно слушнавте веќе Европската унија вчера донесоа некаква заедничка одлука таму, тоа проблемот е во сите тие држави, во Франција, во Германија и во другите, имаат поригорозни правила сега да тие ќе ги буквално и протеруваат тие што нема да добијат азил и една од мерките беше дека ќе се бараат трети земји каде што тие ќе бидат испраќани, што значи дека нема да, значи темата е таму актуелна во Брисел и сега Да скратиме, абсурдна е оваа тема, го слушнавте и сами примерот, изјавата која што имаше денеска. Онака како што ни функционира Safe City, се планира имплементација на Safe Country, еден систем каде што ќе се надгледуваат границите. Ставот на ВМРО-ДПМН не е јасно и добро познат за зголемување и заекнување на контролата на оние кои што ги минуваат државните граници. Тој е конзистентен став кој што трае со години. Од каде произлегува оваа тема, дали е за внатрешна употреба во Обединетото кралство или не знам. Жално е тоа што некои во Македонија, особено како лидери на опозицијата, полагаат верба на
портали или на некои кои што пренесуваат вакви вести, она кој што го прави лидерот на опозицијата, неговото собирање на британска емисија имаше на англиски јазик, јас разбирам. Собирање на петиција, Руанда или Северна Македонија, на таа емисија зборувате. Тоа што одлучил да положува верба во портали или во вести кои што се појавуваат таму, тоа е негова одлука. Од друга страна, ние имаме јасно утврден, јасно искажан став и не верувам дека остава било какво место за сомнеш. Инаку ќе ве потсетам дека илегалните мигранти во Европа се значителен и сериозен проблем. Тоа се еден безбедносен проблем на Велика Британија, односно на Обединетото кралство. Апсурдно е да се очекува дека земја, држава која што се простира на 11-12 пати поголема површина од Македонија, која што има 67-68 милиони жители, наспроти нашите 1,8 милиони, тоа е исто како да кажете дека Македонија ќе ги решава безбедносните закани на Велика Британија. Па дури се споменуваше и бројка од 200.000 мигранти, што е, мислам... Зошто е прелеано тоа? Тие внатре во рамките на Обединетото кралство има одредени скандали со Руанда, договори со Руанда за овие кои што они ги нарекуваат failed asylum seekers, дека треба да се депортираат, па имаше реакции и од нивни невладини организации, од Врховен суд и така натаму. Зошто се прави оваа замена на тези? Тоа е нивно внатрешно. Дискутабилно, Левкове, значи таму се зборуваат. Значи ако се зборува таму, значи зошто? Апсолутно е поразително да видам дека лидер на опозиција доделува, како да кажам, доверба на едни вакви вести. Македонија никогаш не се разговарало, нема да се разговара и апсурдно е да се верува дека Македонија може да решава. Тезата на Филипче денеска беше дека не бил, дека е таен договорот, дека не се знае што имало во тој договор влада со влада. Во таа смисла излезла најлесно е да се дека не е транспарентна владата. Најлесно е да се спротивставувате на измислени проблеми и да решавате измислени проблеми. Наместо да се решаваат вистински проблеми и она што е вистински натрупано, гледавме дека во негово време нити заседаваше постојаната анкетна комисија, ниту имаше судски постапки за огромните скандали и жртви кои што се случуваа. Доживеавме 20 до 30% инфлација за храна и денеска не можеме да ја смириме. Видовме економски раст од 1% во негово време. Сега истиот тој решава, односно прави една виртуелна борба со ветерници, сам измислува проблем и истиот наоѓа решение на тој проблем. На кој начин? Со собирање со собирање на онлайн петиција за борба против нешто кое што нити постои, нити функционира. Меѓутоа, она што мене ме загрижува е дека истото беше демантирано и од самата амбасада на Обединетото кралство, каква поставеност на опозицијата имаме кон овој договор од самиот негов почеток. Бев овде во студио кога разговаравме за подпишување на стратешкиот договор за стратешко партнерство помеѓу Обединетото кралство и и помеѓу Македонија. Првите вести кои што стигна од нив беше дека Македонија сме ја задолжиле со 6 милиарди, што е апсолутно неточно. Самиот стратешки договор воспоставува рамка, меѓутоа таа е проект-based и е базирана на проекти и ќе се користат средства онака како што ќе се реализира. Но тоа не се пари од Британија, така, тоа не се владините пари на Британија. За кредити беше за... Меѓутоа, воопшто не е направено задолжување, иако така беше информирана јавноста од првиот момент. И сега повторно гледаме дека тие започнуваат, собираат петиција. Господине Левков, ќе ве вратам, пред колку години беше тоа кога и ВМРО ДПМН најавувавте дека во одредени општини ќе правите референдум, тогаш ги обвинувавте СДСМ која беа на власт дека ќе се правел тука во Бардовци камп или не знам повтор. Ама ќе ве потсетам на што се базираше тоа. Ако ги погледнете извештаите на Министерството за внатрешни работи и на службите од тој период, ќе забележите дека огромен наплив на илегални мигранти кои што беа на границите и беа нотирани во извештаите, одеднаш исчезна. Погледнете ги извештаите, ќе видите дневниот. Дури во овој случај нема кампови. Во овој случај, ако се случи, нема да се случи, меѓутоа ако се случи повторно да се надврзам во хипотетичкото, ние треба да обезбедиме услови за живот, не кампови. Не само да завршам мислата. Прво за нас некој обезбедува за животот. Значи не кампови, ние не смееме да ги однесеме луѓето во камп. Ако евентуално ги прифатиме. Треба да се прифатат, Треба да неме работа, не постои тако нешто така да нема потреба нешто хипотетички да го решаваме. Тоа фактички ова е ептен
здравствено институт. Тоа е безбедносна закана за Обединетото кралство, еден вид на безбедносна закана и еден вид на значаен проблем. Проблемот беше пошто медиумите таму разговараат за оваа тема. И ако медиумите во Британија разговараат за оваа тема, значи ја не мислам дека тие измислуваат. Значи тие имаат некои информации дека некои фактори или институции од Британија и Македонија имале разговори. Значи во тоа ја верувам, договор сигурно нема. И еве, меѓутоа разговори имало, бидејќи не верувам дека британските медиуми и аналитичари, значи ќе се реферираат експлицитно на Република Македонија. Меѓутоа тие тези ги негираше премиерот на државата. Такви разговори не се. Во ред. Да веруваме дека тоа. Левков, дали ВМРО ДПМН се плаши од бомбите на СДСМ и од Лаура Ковеши, така беше обвинителката? Ова зборувам за бомбите денови што се објавуваат за функционери на власт. Гледате во недостаток на идеја социјалдемократите од кога направија огромен дебакал уште еден поред на изборите Венко Филипче, наместо да ја прими пораката која што доаѓа од граѓаните да се обиде да се консолидира во рамките на своите редови, гледаме една лоша реприза на она што го правеше Зоран Заев. Гледате, дури истата реторика се користи бомбите. Тоа како термин во македонската политичка сцена го воведе Зоран Заев, најава за бомби, тој така ги нарекуваше, би рекол, скандалите кои што излегуваат. Сега гледаме една невешт обид повторно да се врати на таа реторика и најавува бомби. Ако ја погледнете суштината, ќе видите дека станува збор за целосно неосновани, маргинални обвиненија, некои чудни поврзувања. Добро, антикорупцијска комисија рече дека ќе ги земи овие случаи во предвид. Апсолутно ги охрабруваме Државната комисија за спречување на корупција да ги разгледа сите скандали, меѓутоа на крајот на денот и јавноста и комисијата и сите оние кои што постапуваат ќе видат дека Филипче е само една бледа копија од она што остана од Зоран Заев, кој што најверојатно не знае да ја прими пораката од граѓаните и продолжува безидејно да ја води опозицијата. Ќе ве потсетам и ќе ви кажам дека една квалитетна опозиција секогаш е значајна за една држава, така да ќе го охрабрам најпрвин да ги консолидира своите редови, да не ја троши својата енергија залудно на вакви, би рекол, закани кои што се бенигни и целата јавност гледа дека се резултат на неговата безидејност. Снопче, вие сметате дека опозицијата пука на празно? На која опозиција да мислите? Па на СДСМ, мислам. Добро, СДСМ сега фактички СДСМ помина како што помина на овие избори. И на овие избори факт е дека ВМРО доби поддршка, без оглед дека гласовите на власта се намалили за 37% за разлика од 2024 година, меѓутоа ВМРО ги доби убедливо овие избори кај Македонскиот блок, не само што ги доби кај Македонскиот блок, меѓутоа имаше огромна поддршка од ВМРО кон нивниот коалиционен партнер. И беше детерминистички фактор на добивање граначалници од страна на Вреди, на општините кај што има значителен број на гласачи од страна на ВМРО. И затоа има конкретни примери. Сега опозицијата, ние како сега не можам да зборувам за СДСМ. Меѓутоа ја можам да зборам за нашата опозиција, се разбира. Фактички ние ќе продолжиме да бидеме опозиција, јака опозиција. Миле Леков знае дека фактички ние како Алијанса за албанците сме биле од секојаш опозиционно настроени. Заедно со ВМРО сме го направиле опозиционерство во минатото. Значи останувате со ДУИ, така? Ние имаме коалиција АКИ, таква коалиција не само што видите и во власта ние имаме константен елемент на власта, едно дежаву во сите власти во оваа држава. Знаете кој што е константниот елемент? Константниот елемент сега се членови на Влен. Значи Изет Меджити нема власт во оваа држава 2020 година, кај што не учествувал Изет Меджити. Со ДУИ сега со Влен. Билал Касами бил генерален секретар во Министерството за економија, кога Фатмир Бесими бил министер. Билал Касами беше во заедничка листа со СДСМ 2020 година со Можеме, учествуваше на таа власт. Значи единствена опозиција која секогаш била опозиција сме ние. И ние ќе продолжиме да бидеме опозиција, се разбира. Ќе продолжиме да ја критикуваме власта. И се разбира, за жал, фактички ние во парламентот се однесуваме како опозиција кон ВМРО. Не сме во состојба да се однесуваме како опозиција кон Влен, пошто Влен не е на виделина.
е инекзистентна опозиција. Значи, ти ако не си присутен во собранието во моментот кога се донесува буџетот, 10 дена расправа, не ни влегува, не ни гласа за амандмани, без оглед се дека беа занимите локалитети. Еве, ја користев еден пример, Дафина Стојановска, пратеничката на ВМРО. Зошто не доаѓаат? Па тоа не знам, затоа велам, не се на виделина, не се присутни, се инекзистентни. Ти ако не си присутен за време кога се донесува буџетот, ти си инекзистентен, не постоиш. Добро, значи, затоа ние правиме опозиција со ВМРО и во буџетска расправа, и во пратеничките прашања кон премиерот. Јас сум поставил леве преска, му кажав, значи ви кажав преска што ми реков на премиерот за овие поверениците во Гостивар. Реков, во Гостивар се прави аналогија со повереникот на Милошевиќ во косовско време, кога го назначи повереник Рахман Морина во Косово, со овој повереник. Ние правиме опозиција со Министерство за правда, правиме опозиција со пратеницата на ВМРО. Дури уште една опозиција правиме со Министерство за Тошковски. Знаете зошто? Затоа што, еве, еден пример. Премиерот рече, мислам дека беше 30 ноември или 1 декември, кога беше, значи, му испратил порака на граначалникот на Струга, зошто на 28 ноември не било истакнато државното знаме. Значи го прекршил законот. Океј. Па ја го прашувам, како не му текнува на премиерот да испрати порака на министерот Тошковски? Еве со Safe City. 110.000 граѓани првиот ден добиле пораки. Главно се на излез од Скопје, некај Гостила Тетова, што значи минимум 40% се албански граѓани. Од 100.000, да речеме, 40% 40.000 граѓани. 40.000 пати е прекршен закон за употреба на јазиците. Како не му текнува да пише порака на Тошковски, почитувај тој закон. Чекај. Против Safe City како да стане? Не сум против Safe City. Сум за почитување на законот. Ама сега едно е порака, друго е да мислам само порака. Премиерот знае што изјави еве за Струга повторно. Што рече? Немало државни знаења. Од кај знаеше премиерот? Не бил во Струга. Го известил некој, што е логично. А кога беше во Куманово, што кажуваше за тие групите што скандираа против албанците, рече не сум слушнал. Па и да не си слушнал, треба да те известат. Тоа не е оправдување. Значи ова е двоен аршин. И затоа ние сме опозиција со ВМРО сега. Ние со ВМРО бевме заедничка опозиција во минатата власт и ние ќе продолжиме сега да действуваме опозиционо против ВМРО. Требаше ли да се истакне македонското знаме? Ќе ги спомнеме, не, требаше. Законот почитува, ама и премиерот требаше да му прати порака и на Тошковски. Ако Менди Чура побарал утредната извинување, и Тошковски требаше да побара извинување од албанските граѓани што не го употребува законот, што е негова законска должност. 20% во единиците на локална самоуправа е според законот, сега ќе видиме да. Добил пораки СМС заради прекршување, сум собрзен на 50 и кај мене стигат пораките само на македонски. Јас сакам да добијам на мојот мајчин јазик. Имам право законско. Еве ќе го прашаме министерот дали. Имам право законско. Не, ја го прашам. Во првото на пратенички прашања, ќе го прашам, се разбира. Не сме имале можност, се разбира. Мене ме интересира дали има некои забелешки кои што се надвор од овие нема забелешки. Нема забелешки тука. Меѓутоа да бидеме коректни и принципиелни. Ако го критикуваме зошто не го истакнал државното знаме, што има право, треба да го критикуваме зошто не го. Јасно е дека треба да се почитува законот и не излезат. Јас зборувам за двоен аршин. Да, во ред, мислам, во ред. Премиерот е премиер на сите граѓани. И задоволам, тој треба да се однесува како демократ и треба да го почитува членот 9 од уставот, што гарантира еднаквост на сите. Пред закон, еве, ја ќе се реферирам на закон. Добро, јасен е законот за употреба на јазиците, мислам точно може секој да провери. Ви благодарам многу што бевте дел од вечерашната самовистина. Почитувани, ви благодарам што не следевте, останете со Канал 5. Пријатно.